Она што го гледам во самиот закон и во најавите, убаво е дека треба да има зони за непушачи и зони за пушачи и сега веќе имаме некои локали и некои кои што навистина имаат оделени, имаат вистинска вентилација каде што чадот од цигари во пушачкиот дел вие реално и не го осеќате, значи, но тоа треба да важи за сите. Тоа треба да се, ако веќе се воведува ко закон, доследно се спроведува. Она што можеби мене како лекар повеќе ме загрижува кога ќе ја видам сликата на пушачи пред здравствените институции, каде што најчесто се лекари, каде што најчесто се медицински сестри. Каков впечаток оставаат пред пациентите токму тие здравствени работници кои што пушат пред влезовите на своите здравствени институции? А тоа е честа слика. Тоа е честа слика. Значи уште почеста слика е пред влезовите, ке речеме во надворешна средина, сепак се они пушачи. Ние не можеме да очекуваме дека од нација во која што во моментот имаме 46% пушачи, тоа морате да се служите со мене дека е половина од населението на Македонија дека се пушачи и се повеќе и повеќе млади, дека ние наеднаш за една година, за пола година и слично ќе ги изгубиме пушачите. Долготраен е процесот на откажување и прилично е тешко да се откаже пушач. Јас апсолутно ги поддржувам и пушачите затоа што имало причини кои ќе ги наведам покасно што ги навеле можеби задоволството да го пронајдат во пушењето, и тоа е една форма и на зависност од една страна, но не треба да ја осудуваме, него треба да им помогнеме, и од друга страна на една форма на задоволство. Но меѓутоа не можам да сватам дека во здравствени институции, во одредени јавни институции постојат така наречени импровизирани соби во кои што е буквално задимено и се пуши. Тоа не сме да се дозволи.